Почитувани, од минатата недела имаме кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија, но само едно е различно во периодот пред и по кризната состојба. Македонскиот народ е посиромашен за 4 милиарди денари, кои поради така наречената кризна состојба ќе се испумпаат од државниот буџет и ќе се префрлат на сметката на АД Елем, сегашно СМ и АД Мепсо, за да можат и во иднина вака успешно да работат на нашиот грб. Со 4 милиарди денари се гради половина блок во РЕК, или пак се гради каков бил енергетски објект, кој во моментот добро би ни дошол. Но за жал, владата на СДСМ и ДУИ одбра да го реши проблемот со недостаток на струја од домашно производство на наједноставниот начин за нив, а тоа е да го сиромашува народот. Прекумерното вработување на партиски нестручни војници во РЕК Битола, кои не знаат ништо од енергетика, управување и одржување на електроенергетските постројки, поради кои доаѓа до дефекти во блоковите од огромни размери, е на грбот на оние сите кои го полнат буџетот на Република Македонија. Да не заборавиме дека парите од енергетскиот сектор се изнесуваат и преку камионите кои вртат за РЕК Битола, омилениот бизнис на лицата блиски до фамилијата на власт. Енергетската криза во која се наоѓаме и која ќе се продлабочува во месеците кои ни престојат е одговорност на власта, непознат поим за нив. Сите ќе бидат виновни, може дури и ќе се поднесуваат оставки со одложена примена, но справувањето со кризата ќе им оди многу тешко, затоа што последиците од нивното управување со енергетските компании нема да исчезне преку ноќ. Македонија има минимално домашно производство на електрична енергија поради нестручното и недомаќинско работење на Елем и Мепсо. Сведоци сме секој ден како по некој од блоковите во РЕК Битола не работи поради хаварија, како резултат на негрижата. За акумулациите нема потреба да се зборува. Прашање е дали се во состојба да задоволат еден ден производство на струја. Во 2017 година кадрите на СДСМ го преземаат Елем со 25 милиони евра депозити и дополнителни 8 милиони евра на сметка без доспеани долгови. Денес Елем и Мепсо се на апарати. Ланската година Елем заврши со загуба од 16,8 милиони евра во услови кога немаше енергетска криза. За оваа година загубата ќе биде уште поголема. Мепсо само во изминатиот период поради крадење на струја од Европската енергетска мрежа треба да плати 15 милиони евра. Како завршница на сето ова, за да се покрие недомаќинското и несовесното работење на кадрите на СДСМ и ДУИ, но и да продолжат со своите бизниси, граѓаните ќе бидат тие што ќе плаќаат повисока цена на електричната енергија. Поради набројаните состојби во енергетскиот сектор, ние, како пратеничка група на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, поднесовме амандмани со цел намалување на ефектите на кризата која ни престои. Бараме да се префрлат средства во АД Електрани на Македонија со цел цената за домаќинствата и малите потрошувачи да остане непроменета. Дополнително, бараме од нашите колеги од власта да покажат разбирање и за правните субјекти кои набавуваат електрична енергија на слободниот пазар и на нив да им обезбедиме финансиска поддршка во овој критичен период. Повисоки цени на електрична енергија кај фирмите, значи повисоки цени на сите производи што ги купуваме сите ние. Следен амандман кој го имаме поднесено се однесува на финансиска поддршка на домаќинствата кои ќе набават агрегати за електрична енергија.
Министерот гарантира дека домаќинствата ќе имаат струја до нова година, но што потоа, никој не знае. Почитувани, состојбата со енергетската криза е алармантна, а СДСМ и ДУИ се однесуваат ноншалантно и воопшто не се загрижени, поради една единствена причина. На крајот, граѓаните ќе го плаќаат цехот за нивните грешки. Ви благодарам. Доколку нема прашања, повелете. Рековте, ќе побарате со амандмани поддршка за компаниите, веројатно за ЕЛЕМ и за МЕПСО, со цел граѓани, домакинствата и компаниите да не го почувствуваат ударот на енергетската криза. Како, на кој начин тоа може подетално малку да го објасните? И колку пари се во прашање? Значи, ние побараме најпрвин разбирање од власта, затоа што ние како опозиција нема да можеме да успееме да ги поминеме тие амандмани. Од аспект на она што се подразбира како фиксна сума на финансиски средства е предмет на разговор, затоа што сепак се амандмани. Идејата е да им се помогне на овие загубари и тие долгови кои што ги имаат, и тие пари кои што треба да ги плаќат и кон Европската енергетска мрежа, и кон сите оние долгови што им се застанати, да им се помогне како би можело при пресметката на крајната цена за корисниците да бидат помали тие долгови, затоа што знаете дека уделот во пресметката на финалната цена ги има и нивните трошкови, па со тоа би успеале да придонесеме да не се зголеми во голема мера цената на електричната енергија, како што реков, после 1 јануари 2022. Благодарам. Ако веќе се готови амандмани, ќе може ли барем ова да ни откриете од каде зимате пари од буџетот за да го покриете овој долг и колку е паметно на некој кој што трошел нерационално пари и ја довел ситуацијата во загуба и немање струја, повторно да им доделувате пари? Благодарам, ви го разбирам и прашањето и грижата и апсолутно се слагам дека може би звучи нерационално да се помага на некој кој што е довел фирмата во загуба, меѓутоа она што беше приоритет е интересот на граѓаните и како да помогнеме во овој кризен период кој што ни следи од аспект на енергетската криза и зголемување на цената на електрична енергија, да излеземе во пресвет на граѓаните и да помогнеме како таа цена не би се зголемила во голема мера. Има, верувате, многу ставки во овој буџет кои се непродуктивни и кои што одат на луксузирање на владините функционери, мебел, возила, привремени вработување и така натаму, така што лесно може да се најдат средства. Овдека е многу побитна волјата од владачкото мнозинство отколку техниката како тоа ќе се изведе.